Повлекувањето на Али Ахмети од лидерското место во ДУИ е лажна вест, велат од партијата, чие партиско председателство денеска заседава за актуелната политичка состојба, но и за локалните избори. Во Тетово е Михајло Видемлиски. Михајло, и покрај тоа што доживеа пораз во Чаир и во Тетово, партијата на Ахмети тврди дека тие се победници на изборите. Има ли некаков исход и какви одлуки донесоа на председателството? Така е, Бубе, Централното председателство на Демократската унија за интеграција заврши пред малку. Свој обраќање имаше лидерот на ДУИ Али Ахмети, меѓутоа и претходно она што го кажа во изјавите членовите на Централното председателство е дека тие се сметаат за апсолутни победници на првиот круг од локалните избори. Свој обраќање, како што кажав, имаше лидерот на ДУИ Али Ахмети, да го слушнеме. Дали е победник некој со 114.076 гласови или тој што има 91.000? Дали е победник некој што има 159 советници или некој што има 122 советници? Но ова е реалност. Така, пред самиот почеток на Централното председателство на ДУИ, дел од членовите што ги затегнавме во однос на она информација која што претходно се појави во дел од медиумите е дека Али Ахмети се спрема за политичка пензија, демантира дека има такво нешто, односно кажа дека Ахмети во овој момент нема воопшто потреба за да поднесе оставка. Да ги слушнеме овде Белерин Беџети и Талат Джафери. Дали ќе барате оставка на Али Ахмети? Кој сте вие па да барате оставка од него? Јас прашуваме да го член на партијата. Кој сте? Зошто? Дали ќе барате можеби оставка од него и рководството? Пораз 120.000 со 90.000 и нешто е... Сепак изгубите Чаир, Тетово го губите, Оструга имате негативен Па им го резултат. порача фактурата. Премиерот Мицкоски Мицкоски навленче. Ахмети нема да се повлече? Некој од кај се повлеку. Михајло, во Тетово, дали дадоа изјава и од коалицијата Вреди, особено на што најмногу ја интересира јавноста, дали дефинитивно е можно владиниот коалицијски партнер нема да даде поддршка за Дахари за Кичево, како што неодамна најави Касами? Бубе, токму на тоа прашање очекуваме одговор. Овде сме на плоштадот во Тетово, за каде што Јаков за во 14:30 беше закажана изјава од лидерите на Вреди. Најавено е дека Билјал Касами ќе има своје обраќање. Сепак се уште не е почната пресконференцијата. За сега немаме одговор токму на овие прашања во однос на поддршката за вториот круг од локалните избори. Се надеваме доколку започнат овде изјавите наскоро дека ќе ги пренесеме, доколку не секако целосната информација и изјавите во вестите во 18.